Здраво си, добро во последната епизода за оваа сезона од Iris Care Supernatural. Денеска имаме нешто многу, да речеме, различно од другите епизоди што ги снимавме во оваа сезона. Денеска ќе го истражуваме суштеството Mothman, односно суштеството кое што е многу активно во источните делови на САД. За подобро се запознаеме со ова суштество кое што можеби не ни постои, мислам дека мораме веднаш да влеземе во овој мистериозен случај. Mothman е криптозоолошко суштество, за кое се смета дека се појавило за прв пат во 1966 година. Сведоците го пишале суштеството дека има човечка градба, затоа што често било гледано како оди на две нозе. Mothman е забележан првенствено ноќи и неговата боја тешко се препознае. Во некои извештаи се пишува дека има сива боја, во други кафеава. Сепак гигантската должина на Mothman е во голема мера неспорна. Ни сите извештаи, Mothman е физички импозантен, висок од 2 до 4 метри. Како што сугерира неговото име, Mothman е способен да лета. Има две огромни крила со монструозен распон на кривата од 4 до 6 метри. Еден застрашувачки детал што е забележан во многу видувања се незаборавните и прогонувачки црвени очи на Mothmanот. Опишани како, цитирам, црвено како никош да не сте виделе црвено. Тоа беше во Point Pleasant, западна Вирџинија, каде што Mothman стана најактивен и најпознат. Всушност, статуата на познатото суштество се наоѓа во центарот на градот за оние кои бараат средба лице в лице. Ова наводно суштество го создаде влијанието на Mothmania, кој е секогаш присутно низ градот. За почеток има годишен фестивал во Mothman, секој септември, а сувенирите од Mothman се чуваат на полици, подготвени за желни туристи да нарачаат подготвени за желни туристи во текот на целата година. Во Coffee Grinder можете да нарачате разни задоволства на Mothman, вклучувајќи и чоколаден измет, кафе Mothman, како и прекрасно Mothman коваче комплетирано со црвени очи. Значи така видовте нели како овој град во западна Вирџинија, Point Pleasant направи туризам, направи една туристичка гранка од Mothmanот, нели од ова суштество кој што не сигурно дека постои. Жителите направиле многу продавници каде што се продава нели различни сувенири и јадења во негово име и нели сега ќе дознаете и што уште направиле. Конечно, во Village Pizza можете да нарачите највкусната истоимена пица Mothman. Оваа пица Mothman ги задоволува состојките на оригиналната пица со одговорност да го имитира изгледот на познатото суштество. Интересниот аранжман вклучува крваво црвени цреши шери домати за очи, пиперки за стапала и печорки за крилја. Сега кога фативме основата да започнеме со главното видување што е започна Mothmania. За време на Втората светска војна, 8.000 хектари шумска област во близина на Point Pleasant, западна Вирџинија, беа користени за производство и спестување на експлозиви. Експлозивите биле сместени во бетонски бункер под земјата. По војната бункерите беа напуштени, а областа беше деловно претворена во заштитник на дивиот свет, кој денес се познат како Меклитик, област за управување со дивиот свет. Во 80-тите беше откриено дека нуз производите од експлозивот критично е контаминирале земјата. А сепак од ден денес бункерите останаа и дел од нивните опасни материјали. Некои шпекулира дека оваа контаминација ги мутирала локалните птици во она што на крајот би излегло Mothman. Но тоа е чиста шпекулација. Значи така нели се вели дека тоа што е одговорно за настанувањето на оваа суштество Mothman биле некои химикали кои што биле складирани нели во тие бункери во шумата и се вели дека таа контаминација некако ги заразила тие птици што летале низ таа област и од некои од тие птици нели се настанало нели ова чудовиште Mothman. И покрај опасните материјали складирани таму во минатите години, во 1966 година, оваа област, честопати наречена TNT област, беше популарна дестинација за локалната младина. Како таква, на 15 ноември 1966 година, Стив и Мери Малет и Роџер и Линда Скарбери уживаа во лежерно возење низ областа TNT. За жал, нивната забава ќе запре кога двете жени Линда и Мери забележале фигура во близина на фабриката на TNT. Фигурата почна да се движи кон влезот на зградата на чуден начин, давајќи им одлична можност да го наблюдуваат суштеството. Иако првично мислеле дека многу личи на човек, суштеството очигледно немало раце или глава. Имаше масивни свиткани крилја, високо на грбот и можеби најзначајно две светлички црвени очи. Откако суштеството за момент ги маѓепса, пароите се вразумија и преплашено избега со својот автомобил.
додека се движеа кон автопатот 62 во шевролетот на Роџер Скарбери, тие го виделе суштеството како се појавило пред нив и се издигнало над колата. Суштеството имало огромен распон на кривата од 5 метри и паровите забележале дека суштеството не ги махтало кривата додека го бркал автомобилот кој што возел со брзина до 160 км на час. Значи така нели го ја гледаме првата случка каде што нели овој мотмен бил забележен, односно нели во оваа случка тој ги нападнал овие две парови кои што нели се возеле низ таа област. Тој нели ги следел со колата одела со 160 км на час, а тој си лепдел на нив како таа брзина да не е ништо нели како што можете да слушнете нели овде пишува дека без да ги махта кривата он се движел. И останува да видиме што се случило понатаму. Потоа суштеството испуштило звук слично на свирење со голема брзина или чкрипење на глушец. За среќа суштеството престана да ги брка паровите и исчезна додека паровите се приближува до населената област на градот. Линда Скарбери сакала да пријави во полиција, но тие биле загрижени дека нема да бидат сватени сериозно. Како резултат на тоа, со храбар потек тие решија да се вратат на местото на видувањето за да го потврдат она што го виделе. На нивна потврда и терор, тие уште еднаш го виделе суштеството, овој пат како лета врз темно пасиште. Ова ги потегна паровите да се упатат директно кон судската куќа на округот Мејсон за да поднесат пријава. Заменикот командант Милард Халстед беше при рака да го земе извештајот. Поради тоа што бил мал град, заменикот Халстед ги познавал паровите и верувал дека нивните тврдења се вистинити. Паровите тврделе дека полицијата ги ставио сите четворица во посебни соби и побараа во секој да запише што точно се случува таа вечер. Сите искази за настанот се сопаднале. Значи така полицијата нели за да докаже дека тие навистина го виделе ова суштество, ги натерала сите нели четворица да напишат извештај и ги ставио во посебни соби и нели сите тие извештаи до буква нели се сопаѓале меѓусебно, односно нели со тоа нели се потврдило дека тие навистина го виделе тоа суштество. На крајот паровите и заменикот Халстед се враќа назад на местото каде што го видоа мотмен, каде слушнаа чуни звуци, видоа чуни секи необјаснет облак од прашина. Отпечаток во вид на копито бил пронајден во песокот околу областа. Линда Скарбери била лекувана од шок, по настаните наведно доживеала некои вознемирувачки телефонски повици, како и чудни писма оставени пред нејзината врата. Утрото по откривањето на мотмен, шериф на округот Мејсон Џорџ Џонсон одржа пресконференција и оттаму приказната почна да се шири во локалните и националните вести. На крајот суштеството беше наречено мотмен од страна на вестниците, инспирирано од серијата Бетмен. По видувањата на паровите Скарбери и Малет, една жена од Поинт Плезант по име Марсела Бенет, нејзината 3-годишна ќерка, нејзиниот брат Реймонд и сопругата на нејзиниот брат се сретнале со мајката при посета на семени пријатели. Марсела објасни во интервју со истражувачот и автор Енди Колвин и го кажа ова: Мотмен имаше градба на маж, огромните криуѓа, начинот на кој стоеше, главата како птица. Никош нема да заборавам како стоеше. Тоа беше само да се релаксира, како да очекаше тој момент за да одам нагоре. Вратот изгледаше како да е спуштен како на птица надолу со вратот. За мене тоа не беше од овој свет. Значи тоа го кажава нели оваа жена дека мотмен иако имал нели физичкиот изглед нели го имал на маж, тој имал исто така големи крила и очите му биле нели црвени како што кажавме нели претходно. Таа рекла никош нема да го заборавам тоа, тој едноставно стоеше пред мене и сакаше да му убие. Како и Линда Скарбери, Марсела претрпе несакани ефекти по инцидентот, вклучувајќи анксиозност, параноја и кошмари. Таа исто така рече дека развива способност да има предчувства и психички визии. Линда Скарбери сведокот од првата средба на мотмен тврдеше дека слушала бестелесни звуци и дека некои предмети се движеле сами, што таа му ги препиша на полтергејст. Истовремено околу времето на видувањето се случи и други чудни појави. Прекинати полициски пријавувања, неисправни електрични апарати, вратите им мистериозно се отвара и затвара, с голем број на ново видувања и расипување на автомобили без очигледно објаснување. Значи како што слушнавте, појавувањето на мотмен во тој град го врзуваат со многу чудни и необјаснати појави кои што се случувале баш во тоа време, нели како што видовме прекинати полициски јавувања, неисправни електрични апарати, нели коли се расипувале од ништо, исто така апарати се расипувале, мислам не знам како тоа би може да го поврзат со видувањето на суштество, но нели ако би можело тоа некако да се поврзе, би можеле да дојдеме на заклучок дека мотмен има некои надприродни сили со кои што нели ги прави тие дефекти. И мислам дека може да продолжиме.
Прескокнувајќи напред кон модерното време во 2016 година. Човек кој не сакаше да даде своето име тврдеше дека го фотографирал мотмен во Западна Вирџинија. На фотографијата се гледа крилестото суштество со две нозе кои лета над дрвата. Сепак повеќето не верува дека ова е мотмен. Според Chicago Tribune имало повеќе од 20 извештаи за цитирам крилест хуманоид само помеѓу 7 април 2017 и 29 јули 2017. Значи само за тие 5 месеци имало повеќе од 20 извештаи дека нели некои луѓе го гледале нели мотмен во Point Pleasant, како што видите на сликата, нели, ова баш изгледа како мотмен беше, како што беше опишан мотмен, нели, баш така изгледа, но не смееме да забораваме некои што дека таа слика би можела да биде фотошопирана и нели тие све да бидат направено нели целата фигура на мотмен би можела да биде нели направена компјутерски. За оние кои не веруваат, некои луѓе понудија алтернативни објаснувања за тоа што би можел мотмен да биде. Некои веруваат дека сведоштата на мотмен ги помештале со птицата Sandhill Crane, вид на птица што може да има распон на кривата од неколку метри. Но во тоа време во Западна Вирџинија никош официјално не бил забележан Sandhill Crane, иако беа објавени некои неофицијални извештаи. Некои истакнаа дека очите на некои птици како што се бувовите изгледаат црвени кога ќе им се впери светлина од автомобил ноќе. Значи така како што видовте, таа птицата на пример таа птица Sandhill Crane воопшто не ми изгледа на мотмен, но бувовите исто така бувовите тој дел е вистина дека нели кога ќе им се светне во очи, нивните очи стануваат црвени, како што нели ова Линда го забележала дека мотмен имал црвени очи, но големината на бувот не е ни приближно со големината на мотмен, и така да мислам дека и тоа би можеле да го отфрлиме, така затоа што нели не може був да има такав распон нели од 5 метра на кривата и да има нели хуманоиден, односно човечка градба на телото. Добро, областа за управување со дивиот свет Миклинтик, која ја обкружува областа TNT за сониште за птици што содржи бувови. На крајот, никој навистина не знае што е мотмен, а камо ли дали тој навистина постои. Некои сугерираат дека мотмен може да има демонско или ангелско потекло. Други веруваат дека мотмен всушност би можел да биде вонзевски и го поврзува мотмен со силните светла што биле видени на небото. Некои дори веруваат дека мотмен може да биде утраземјено суштество од друга димензија. Што се однесува до мене, не сум сосема сигурен во што верувам, но сметам дека обемниот збир на видување е љубопитен за нешто што не е реално. Сепак, како што докажа нашите напори денес, постојањето на мотмен продолжува да ни бега и засега ќе остане нерешено.